Зошто се јавуваат климатските промени? Па еве да замислиме дека земјата има, значи не замислуваме, туку има атмосфера и во неа има CO2 кој што е стакленички газ. До одредена мерка тој стакленички газ, значи прави добро на земјата. Зошто? Па земјата преку ден се загрева од сонцето, а навечер во тие делови кои што не е загреан, значи зрачи во околината и така си ја намалува својата температура. Доколку во атмосферата не постоеле стакленички гасови, како што е CO2, а и други, во тој случај просечната температура на земјата би била некаде минус 18 степени. Меѓутоа, во атмосферата има CO2 и тој CO2 значи влие како изолатор. Значи како во некоја карабина куќа да имате, значи нема изолација, целата енергија ќе оди надвор. Ако поставите изолација во зидовите, значи она што ќе го загреете преку ден, дел ќе си остане внатре. Тоа CO2 што е во атмосферата и што е добро што го има, значи ја зголемува температурата на земјата за 33 степени Целзиусови, значи просечната температура е некаде 15 степени Целзиусови. Сега, проблемот е што ако ние во атмосферата додаваме CO2? Тоа значи дека ја зголемуваме изолацијата. Значи, сме ставиле изолација од 2 см, вака ставаме од 8 см. Тоа значи дека внатрешноста во зградата ќе ни биде, температурата ќе ни биде повисока. Сега, од тие 33 степени, сега и малку да се зголеми таа температура, значи страшни последици се јавуваат во земјата. Се топат мразот во северниот и јужниот пол, се зголемува температурата и така натаму, и сето тоа го чувствуваме како климатски промени, се јавуваат разни временски непогоди и така натаму.